Почитувани гледачи, добра вечер. Петок, 21 часот, ова е подкаст Радар, а ја, како што знаете, сум Сотир Костов. Вечерва имам две причини да сум посебно инспириран, радосен и среќен. Едната причина, јас сум голем љубител на спортот. Добро, кошарката ми е спорт број 1, ама фудбалот одма до кошарката 1.1, не е точка 2. И втората причина што во студиото го имам најсоодветниот човек за фудбал, за светско првенство, за олимписки игри, за европско првенство во фудбал и така натаму. Без многу уводи, Атанас Костовски. Добра вечер, господин Атанас. Да ве поздравам. Добро вечер. Добро ми дојдовте. Добре, ве најдов, благодарам што се сетивте. Како нема да се дека сетам? овие денови сепак на некој начин треба да бидам присутен, не? Да, не, па види. Благодарам. Еве, кого да викнам друг, а не доајенот, вака се, ја знам, имаш ти 1, 2, 3 амандмана, ја вака ќе на речам. почетокот. Меѓу најдобрите, еве вака. Ако кажам најдобар, веднаш ќе ме скараш, ќе речеш каде е Ивко Панковски, каде е Никола Солдатов, луѓе со кои си работел, си учел, они од тебе взимале нешто она, ама најдолговечен си. Најквалитетен си, многу светски првенства си поминал во фудбал, многу олимпијади си поминал. И така натаму. Ај вака сега. Малку необично ќе одиме. Ајде, амандман имам на почеток. Готово, повели. Да го поздравим колегата заеднички. Ајде. Лјупчо Гајдов, тој така почнува. Objection. Ајде, повели. Денеска е кој ден? Денеска е 12-ти, втор ден, светското Видите првенство. колку голем ден е за нашата Македонија. Ајде, кажувај. Сега малку ја ќе мешам на ти, на вие, од почет сакам на вие да ви се обраќам. Не, Близината одма. ја и ти што ја имаме сакам на ти. Не, Немој да ми замериш. потоа ќе го оставам, Ајде. мора да ми го различиш. Костов, па Костовски. Да. Меѓутоа, ајде да се вратиме на 12-ти. Не ми Денеска, текнува. Што пред е? точно 80 години, Ајде. еден од најголемите македонци, Коле Чашуле, го изврши првиот радио пренос од спортски надпревар. Браво. Како се Ова сети не баш сум го денеска да ме поканиш? Па вие денес снимаме. Јас верувам дека денес само во вечер емитуваме. денови пред години е веројатно Да, втор споменато. ден. Ај прелисте ги сите денеска портали, вестници, не Дали знам. некому Дали ќе му текне? некој се сети на еден од клучните датуми во историјата на македонското новинарство или нашето Атанас, ти си живење? историја, ти си хронологија, ти си традиција. Единствено тебе ти текна за млад борец 80 години, па ја тоа по телевизиите го трубев и не му текна никого да се слави 80 години млад борец, а не се направи таа грешка со Нова Македонија, па одевме во Горно Врановце. Алал да ти е. Продолжи, Атанас. Ај за Нова Македонија. Знаеш ли дека првиот печатен вестник во Македонија е сепак млад борец? Како пред Нова Македонија. Како би рекол пробама она вистинска, на 27 октомври е печатен млад борец, тука е објавена и првата фотографија на другарот Тито. Клише, па е една историја интересна како од Гоце Делчев, нашата печатница, не знам тогаш како се викаше, е клиширана, па однесена во Горна Врановци и така натаму. Јас имав една поголема истражувачка историја, буква во буква вестник, и најголемата честитка за таа историја добив на 20 годишнината на млад борец од македонскиот, би рекол, гениалец во новинарството, некогашното прво новинарско перо, Мито Хаџивасилев Јасмин. Па види. И ајде, годините да не ги спомнувам, вака ќе кажам. Ама знаеш дека последната Не полни награда 20 за години новинарството не е доделена Мито Хаџивасилев. Па да, знам, ама види сега, немој да навлегуваме во политики. Првиот жолт картон, така, браво. Првиот жолт давај. картон, а и уште поголем картон и за новинарите, замисли, Така. мој Сотире, Сонја Мираковска постави пратеничко прашање зошто не е поделена наградата. Не знам како одговори министерот. Меѓутоа, тоа прашање, ама воопшто не се најде ни во една
наше издание на вестниците, на телевизиите и така натаму, и новинарите како да не сакаат наградата или пак заборавија на она што е, да известуваат она што се случува. Тоа е една традиција. Многу сум разочарен од мојата професија. И не памтиме, забораваме. Многу забораваме, на запад тоа не се случува. И да се врашам, не заборавам, значи игра во финалето, што Коле Чашоле го пренесуваше, Македонија и победа, потоа тие следната година, 47-та, се фузионира и така стана нашата македонска фудбалска гордост Вардар. Одлично. Вака сега, за тебе да се зборува, 5 емисии ќе се малку, што све си во спортот доживел, што се си видел? Ајде, пак те прекарам, извини. Ајде, прекинем. Денеска е 12-ти. Знаеш колка сонцето изгрева во Скопје? Тоа ти е финта што ти ја знам. Ама два пати изгрева. Според два пати изгрева. Тука те предухитрив, ти ја знам. Два пати го изгрева. Па види сега. Според македонското радио во денот трае 15 часа и 12 минути. Според телевизија Сител 15 часа и 18 минути, емисијата се вика Радар. Да истражам. Истражи, молите следниот пат ако ме покинеш да слушнам. Атанас, јас и ти ќе снимаме многу, рековме, твојот животен спортски пат ќе го снимаме 10 до 13 часа, ќе правиме продолжетоци и така натаму. Денеска сакам малку да се сконцентрираме на спортот, ама уште прекина. Колку години си пенсионер? Тоа 3,5. Јас веќе направи јубилејно 50-то усогласување. Машала. Да те прашам, си за процентуално или линеарно? Јас сум за процентуално, ама буџетот не е во таква кондиција. Чекај. Види, јас сум за процентуално зголемување, ама за линеарна распредела. Ти знаеш колку последниот пат кога ни надоа по 1.000 ни зеде владата? Колку? По 830 евра. Машала. Види, ќе бараме следниот пат да ни врати. Почнав да студирам економски, не го завршив. Ме караше Емануел Чучков страшно. Професор ми беше првиот директор на танец, учесник на Асном и така натаму, гениалец, еден од четворицата гениални штипјани што ги знаев и со кои другарував или разговарав или правев интервјуа. Емануел Чучков, Киро Глигоров, Михајло Апостолски и Методија Чепреганов. А најмногу сум се дружил со Димче Беловски. Ама ти рековја, ти си легенда, ти си историја, ама никако да дојдам до спортот сега. Ке дојдеш. Ќе дојдам? Имам шанси? Ке дојдеш затоа што сакав да речам за Методија Чепреганов е носител на наградата 11 октомври. Меѓутоа, јас бев член во 2 мандата во одборот за доделување на наградата, во првото негово учествување, ние македонците ги поделивме гласовите. Доктор Георгиев, докторот, доби 6, Чепреганов 6 гласа. Ги поделивме. А вели законот, мора 7 да има. Нема прегласување. Гласаше, повторно учествуваше, меѓутоа лесна му зема, се утепав да ги убедам членовите на жириото и подскумно му доделија наградата. Сте исправиле. Океј, добро. Ајде да се вратиме на фудбалот. Ајде, жити. Да се вратиме добро, на спортот. Први поглед на... Значи, многу треба да зборувам, да кажам што се си видел, што се си пренесувал, кои се случки ги имаш, што ти треба да ги кажеш. Знаеш зашто сакам линеарно? Затоа што системот во кој ние живееме во оваа наша Македонија, пак ќе одидам она Костовски. Знаеш, Сотеријас, како се представува по книгата на родените? Атанасије Бореве Костич. По црковна евиденција, Атанаско Костов. Во Пекчево сум роден. Знам. Учев, работев, сега ги јадам пензионерските, што се вели, придобивки,
во демократска, во федерална, во народна, во социјалистичка, во поранешна, во северна, секогаш Македонија. Еве ти тема. Благодарам. А првиот учител ми беше Поп Санде, тој ми рече, постојат Вардарска, Пиринска и Егејска Македонија. Ако ми речеше источна, јужна, северна, Да. западна, тоа ќе беше. И да. Кај заврши средна школа сега? Не, готово. Да. Картонот јас ќе го Да. заврши. Јас ќе го земам картонот. Кај заврши средна школа ти? Во твојот роден крај. Каде? Во Кочани. Во Кочани. Од 51 до 56. Дали се сеќаваш, Атанас? Да. Кога прв пат јас и ти се сретнав? Веројатно на некоја годишнина на матурските вечери. Така. Брана градче пред 30 и некоја година, Не, со може. својата генерација ти славиш, слушај малку сега, малку Да, да. на овие години можеш да се научиш жолтиот и да картон е кај слушаш. тебе, добре. А во другата сала јас и мојата генерација, таму Дражо О, Хаджи се Василев, сеќавам. Виктор Книшката и твојата Колеги, генерација. знаеш што реков јас? Кажи. Ајде да се смешеме, Е, ние така. имаме помлади. Така. А ние поискусни. А вие Па тоа и поискусни фали на сопри. Македонија, малку Е, добро, сега Океј, се сетив. тука завршуваме со тоа. Фрлив поглед синоже на стека, на колегите од Арена МК им посакав добре дојде. Да. А, жолтиот Се го картон. чувам, во случај да ми забегаш. Подигнуве, тоа е за Маријан Цветковски, за најдолговечниот генерален директор на МРТВ, во кое време македонската телевизија го изгуби светското фудбалско првенство, 4 пати или не знам колку не учествуваме на Евровизија, кај што имаме шанса да зборуваат Македонија, Македонија, Македонија. Да. Тоа е јавниот сервис. Да. И фрли. Овие млади деца Да. направиле Ета. сега. И фрли Канали поглед. гледаме. Да. Кажи ми сега, И фрли кога поглед. беше, не, мене ќе ме слушаш. Кога ти беше на тој стадион во Мексико? Па тоа сакав да кажам. Ај кажи нико. 1974-76 Атанас Костовски беше преседател на Сојузот на спортските новинари на Југославија. Веднаш по легендарните Радове Марковиќ, интересно беше Пекшевски зет, и Звоне Морнар, главен уредник на спортски новости од Загреб. И 75-та имаше конгрес на спортските новинари од светот, АИПС, тоа е здружение, и во Мексико се одржа. Бев во посета на Бора Милутиновиќ. Неговиот брат Милош беше многу попознат како фудбалер, а овој пак како стручнак. И Па еден нова репрезентација одличен на светски првенства. не знам на колку, на пет. Браво, се знаеш, браво. Пратам. Одлично. И отидов кај него, а он ме однесе на Ацтека стадионот и денеска, тоа е веројатно ексклузивитет за многумина, со колата... Реновира, многу е убав, синот ја гледа. Не знам каков е. Многу е убав. Тогаш, за тогаш. Со колата влеговме во гаража. Од гаражата излеговме, влеговме во лифт. Од лифтот влеговме во една дневна соба, гледам убаво наместена фрижидери и така натаму. Се задржавме малку. Рече, сакаш на тераса? Излегов на тераса, пред мене се отвори зелениот терен на Тие Ацтека се ложите стадион. приватни, да Тоа знаеш. се приватни. 20 приватни ложи, ги купиле фамилиите, па имаа спор со ФИФА, ама го добија, спорот го добија, да знаеш. Добро, тоа не знам, во секој случај. Тој работеше, беше тренер од клубот Америка, неговиот газда имал од овие приватните ложи. Сега не знам колку се влезниците. Многу скапи, Многу голема скапи. критика. Многу скапи, ама тоа е споредно. Тоа е тој Ова е стадион. 23-то светско првенство. Тоа е. Атанас, слушај. Од 23 првенства во главата моја, која би се уште ме слуши добро, 20 се меморирани. Од 1950-та, имав 12 на години, до Катар, каде беше? Некој помалку. Да речеме 50-та година, Последното. во Бразил
Југославија, Бразил, некаде околу 10-та минута излегува еден фудбалер на терен со бела чалма. Знаеш, оние тунели. Рајко Митич. Браво, браво, Рајко Митич. Ти викам и јас сум енциклопедија. А го памна тоа на радио слуша. Ја го признам, кошарката ми е прв спорт. А со кошарката имам пак најубави спомени. Не, чекај на фудбалот. Те молам на фудбалот, на фудбалот. Тогаш го стегнав раката на председателот Тито, да знаеш. Да. Ако ти е интересно, ги знам ја твоите средби со Тито. Ај вака сега. Кој е прво светско првенство кој си го следил во живо? Тоа е финтата, што те викам. Да ни пренесеш. На телевизија прво следев 1958 година. Едно од најдобрите, Швајцарија. Не, во Шведска. Шведска, пардон. На се. Во Швајцарија беше предходното, 54-та, кај што еден рана ни зададе. Мислам, се повеќе во Југославија сум бил отколку во Македонија. Навјава се. Знаеш, првиот пренос по распадот на Југославија на монитор напишав: пази, ова не е наша репрезентација. Пренесував Југославија и Бразил. И напишав: пази, ова не е наша репрезентација. Тогаш беше наша. 58 година учествував на автопатот, работни акции, Ракитија, тоа е близу Загреб, и тогаш телевизијата почна да работи. Јас измислив да направам во дворот на селбата, бидејќи беше најавено Тито ќе ја посети, релевна карта на Југославија. Да трасирам автопат од Љубљана до Скопје или до Гевгелијата. Зелено, Војводина, цементирано, пополнета вода, Јадранско море и така натаму, на едно 30-40 квадрати. Го прифатеа тој предлог и ја цела акција поминав во центарот на населбата, мудрувајќи малку. И успеав, благодарение на тоа, стално да гледам преноси, тоаш го прв пат видов Пеле, финалето. 66-та ја прв пат во Англија го видов, кога го повреди онај Жеков. Јас па бев на лице место бев тоа. Ајде приче, па раскажувај ни го тоа. Првото светско првенство, значи на лице место, како асистент на Младен Делич и на Владан Стојаковиќ, на сметка на ЈРТ. Јел то могуче, људи мои, па ова е људница. Интересно е за тој пренос, па јас го работев од студио. Инаку најинтересен пренос што сум го направил е Југославија, Грција 4-2 за светското првенство 74. Атина, Карасикакис. Одејќи со автобус на стадион, сопругот на Власта Јовановиќ, таа беше координатор на спортските преноси во ЈРТ, се спријателивме и он вели: Редев пасијанс, ќе дадеме, вика, 4 гола. 4 гола ќе постигнеме. Браво. Почнавме. Леле. И завршницата. 2-0 они водат. До мене Шпанецот ми удара на прозор. И добро. И јас преносот го градам дека има надеж. Цврсто уверен дека 4 гола ќе дадеме. И Караси, кога го даде тој четвртиот Караси, го краси делото, небе, кога сум удрил во прозорот на Шпанецот. Каталински во 30-та минута. Се, тој веќе Германија мајсторка. Кажи ни го тоа. Беше таму или не? Да. И сега на враќање во авионот, Благо Топличич, прва камера спортска на ЈРТ, на телевизија Белград, вршат снимање во она и во еден момент гледам Каталински заборавен. И јас викам: Благо, дај, молим те, ја да направам разговор некој. И одам кај Каталински, правам разговор. И ми ја седува касетата. Заборавиле дека
Вистинскиот херој треба да биде присутен и така Ај сега јас нешто одев врзано со тоа светско првенство во Германија. во Ги знаеш ли Германија. трите најголеми 1900 резултати на светско првенство? Две се на Маđarска, една е на Југославија. Дали си ги памтиш кои не, си? јас ќе кажам тоа, меѓутоа ме врати на почетокот помалку сум етажен. Не, те знам ја, ама не ми бегам од спортот. Ама не бегам, не бегам од спортот, тоа е зошто македонската телевизија го изгуби светското фудбалско Не го првенство. изгуби, сино ќе гледавме на македонски. Ама не, Ова не, детево. ама не, ама зошто телевизија Белград, српската телевизија има право на пренос. Видјате. А и го гледат и оне арена. Тоа се години поминати, Не нови се години времиња се подвиг, дојдени, тоа значи ти си да е врзан квалитетно. само за еден медиум. Не си. Има Јавност- плурализам на ама- медиуми. Ама знаеш ли што е разликата? Ај кажи ми ја. Мораш на кабелска телевизија да бидеш Ама побрзо. види, времето е А такво. веќе од озгора Ама времето е такво. Ама Атанас. не е такво времето. Јавниот Ја, сервис ти мора си да ти 88, обезбеди. Јас сум 68. Ама јавниот сервис ќе поставиш луѓе такви какви што можат да се изборат на новите услови на пазарот. Зашто телевизија Белград го има светското фудбалско првенство еден надпревар на ден, а ние немаме? Зошто немаме. ХРТВ има? Зошто Словенија? Зошто бугарите има? Зошто албанците? Зошто грците? Зошто ние ова немаме? синоќа што гледавме непријатели наши се. Не се непријатели. Македонци наши се. Ама јас се борам за јавниот сервис. Па добро, ама има Ама јас плурализам. да ми Ти како дозволи. рече, ама- повеќе си живеел во Ама едномието. јас се борам Ова за е плурализам. националниот сервис кој Добро, од ти бори си и понатаму, твоите и моите ќе се пари вратиме на светското треба да првенство. обезбеди. Ајде, кажи ми ги најголемите Ама јас резултати. се радувам на колегите и на Тони ако се радуваш, не ги Стојановски напаѓај на тоа, сите не ги им напаѓај посакав. тоа. Ајде, Јас не се ги борам за она што е наше, што е држава, Добро. што е заедничко, што е белег на ова Македонија. Абе јас сум Сотир, извини, ај на гледачите твои да им кажам, ние сме пријатели. Ама не, може да се скараме. Зна. Јас сум најголемиот можеби ВМРО-вец, но без додавка. Да, добро. Дедо ми, Не баба ми оди у политика. Лесно им земја отидоа Еве го картонот. Не ми оди у политика. Значи Како ме да не интересира одам? фудбалот, ме интересира спортот. Ама ме интересира политиката го изгуби фудбалот. Најубавата споредна работа на светот. И те молам. Па знаеш што реков ја? молам. Кој дозволи коректен. кремот на најубавата споредна работа на светот? Да. Тоа се надпреварите од светските Некоја фудбалски деловна првенства политика да во го нема на МРТВ, јавниот тачка. сервис. Готово. Ја и ти сме Значи пензионери. некој поставил неквалитетни луѓе Немокни на тоа сме место. тоа да го смениме и сега треба Мора да да се уживаме во смени. светското првенство. Во Уживаме, светското ќе првенство. уживаме. Е, Со колегите кои кој е најголемиот направија резултат добри на светските првенства своји постигнат? темели Третпат те во прашувам. македонската телевизија. Сите се тие луѓе што побина големата квалитетна професионална школа на македонската радиотелевизија. Ти знаеш дека во студијето не можеше да се влезе ако лекторот не ти подпишеше? Па слушам сега министерот не го прима, не прима директорката на Институтот за македонски јазик. Јазик, па ја со македонскиот јазик сум ја Атанас Костовски. Без него, знаеш што ке сум бил? Ништо. Па тоа е најголемото наше оружје. Ај Косика јазикот, кажи како го бранеше со словенците и со хрватите јазикот кога пренесуваше. Чим сакаш политика, ај ке тераме политика. Добра е политика. Ај, што- Знаеш дека што најголемата Ајде, награда во кажи. живот сум ја добил на зелено пазарче. Ајде. Човек ми понуди бесплатни јаболка. Зошто? Браво. Ти благодарам, вика, за снегулките. Е, убава приказ. Јас се претвори во уво. Снегулките. 1984 година Олимпијада во Сарајево. Емисија заедничка пред почетокот на Олимписките игри гостуваат коментатори, меѓу другото. И ред дојде да гостуваме Владан Стојаковиќ и Атанас Костовски. Почнува снимањето и водителот вели, каде колега Костовски кренуо или полето из Скопје, појавили су се прве пахулици. Да, викам, се појавија првите снегулки. Браво. Стоп! Па дај, кажи, говори да те разумеја.
Молим те, кажем, нек доđe Миле Печанац, тој уредник од емисијата. Излеговме надвор и му велам, Миле, ова е емисија што се снима. Се емитува на првата програма на телевизија Скопје, на ЈРТ. Кажи ми, што е разликата меѓу Атанас Костовски и Владан Стојаковиќ? Па ништо, и еден и други коментатор. Молем, што ми е белекот? А опада, ти говориш македонски, пази, викам, таа прва програма зрачи, се гледа и во исток, и на север, и на запад, и во Пиринска, и во Егејска Македонија. И кога тие, викам, наши македонци таму, ке речат, види го овој ослободениот македонец зборува српски, нема надеж. Ја нисам тако размислил. Па јас сум затоа, викам. Да се размислуваш се врачаме и зборувам, јас сега само реков на водител, ке зборувам по полека, за да ме разбера добро, ти имаше со нашите разговори и наградни прашања на крајот. И што се случи, им кажав дека на планица која прв пат пренесува и така натаму ветрови, па 10 минути, 20, 30, никога да почне серијата, се што има подготвено, се кажав, не знам што, викам, ајде, се ќе коментирам се што има слика на мониторот. И гледам Младен Иделич и Владан Стојаков и Драган Никитовиќ, кој билуваат сонцето, си гледаат вака, и ја коментирам. Ова се колегите на телевизија, таа кои го коментираат, како коментираат, гледам ги нема, и се сетив. До официјалниот почеток на првата серија, гледајте слика со музика од нашето студио и излегов ја. Тоа е финта стара. Стара финта, и тоа го кажав. Да. И сега, добро, заврши со снимањето и така натаму, и после не знам колку години, на Зелено базарче човек купувам јаболки и ми вели, ти благодарам за тоа. Замисли, во Словенија работел човек. Така е. И колку убаво се почувствувал во тој момент, знаеш. Јазикот, не знам дали ти читаш доволно, додека добро гледав, доста бев активен, пишував, на Каракачанов му напишав, ти со тенковите, јас пак со јазикот. Многу јасно. Ама пак ми одеш натаму. Ама не ти одам надезна, па знаеш што ми се случи. Кога сме кај Словенија? Не. Кога ајде. сме кај Словенија? Првиот фудбалски надпревар Словенија, Република Македонија. 1-4. Кој го пренесуваше, ве молам? Атанас Костовски. Така. А знаеш како? Сум забораил. Сега сме ке... Имаме ние многу добар генерален директор, да не речам одличен, оти тоа веќе Тихомир Илиевски ме вика, треба да имаме пренос, ама пари немаме. Болка. Почеток. И ја, ајде, товариш, стари другари, али словенците се за пари, и ме велат, вика, ние нема да вршиме пренос, ќе снимаме, а заради вас, ама тоа чини 7.000 марки. Добро. Некои контакти предходно со Трифон Костовски, кој не покани некои негови игри. 35 години. Да, 13 марки. Сега ги цените денес. Гледа ги цените сега. Да. Не, и добро, Трифонот прво се согласи. 9.000 марки беа откупните права. Слобода Вујчич Брацо, лесна му земја, тоа беше спонсор на Вардар. Сведаш се согласи, без денар ние го добивме тој пренос. Без денар. А како ја добивме Словенија? Јас го има на YouTube од прилика, го гледам и гледам головите, интересен и уште еден момент во тој надпревар. Ја добивме затоа што имавме репрезентација која многу фудбалери не играа во странство веќе,
влези и странскиот капитал со тоа што играа нашиот надбор. Да. И кај словенците и на светски првенства одеа и не знам што ни. Тоа е веќе друга приказна. Ова за замисли сега 80 години Радио Скопје денеска од првиот пренос. Радио Скопје и ден денеска снима својата програма. И Аце Стиков, Лесна у земја, е коментатор на Радио Скопје и јас сум на телевизија во Крањ, во Словенија. Ало. Никако врска да добиеме како што треба, да си сигурен, меѓутоа ти си таму и ти мораш да збориш добар ден, почеток и си, дали те некој слуша или не, ќе ти кажам кој ме слушале цел пренос Овка Белград Бероес во пошта Софија, не ме пуштија за Скопје, ќе ти кажам и за тоа. И првиот гол на македонската телевизија паѓа без мој коментар. Меѓутоа, ние кога одиме некаде, значи да коментираме кој има на лице место, имаме резервен коментатор во студиото. Колегата Зоран Јордановски го коментира всушност првиот гол. Но што се случува? Радио Скопје го снима, а јас пак коментирам на Радио Скопје, помешани врските, јас од почетокот си зборам. Така да, покојни Бранко Давидовски ми рече, имаме ние, па јас во тој празен простор ја после измонтирав снимката, така од почетокот ја имам сега, значи го имам мојот глас на преносот. И на Супер Хикс гол сликата, спотот, дури го имах тој гол, Пеце Младеновски вика, дај нешто на суво прокоментирај. Ајде, викам, дај првиот гол за историја ќе остане, викам, и така влезе Панчев Бошковски 1-0, трета, четврта минута. А Стара Загора, замисли председател на Овка Београд е Влада Булатович, ВИП. ВИП? Да. Роден, знаеш каде? Тој човек научи што е духовитов и што е хумор. Слушай се. Кој работи во Белград. Знаеш каде е роден? Не. Во Јанковац. Неговите биле во Стара Бановина, како учители, и многу убаво зборуваше и македонски и пееше многу убави македонски песми. И во Стара Загора играат, значи, Овка Белград и Берое, Европски куп. После ручекот остануваме Никита, он, ја, уште не знам од Овка Белград некој уште. И пееме македонски песми. Се доближува еден келнер кој му завршува смената, седнува до нас, пее и он заврши веќе, ајде секој се оди, он вика Наско, се запознаме Таско, Наско, Атанас, сакам да дојдеш дома кај мене. Ајде, му кажам на Никита, викам Никита, ме кани другарот да одам, да знаеш, викам, знаеш како е, во странство си. Одам кај него дома, убаво кукиче, влегувам во кујната, прозор, радио. Пушта радиото, зборува Радио Скопје. Машала. Затоа те викнам. Машала. Од Пиринскиот дел, Да. него, тука се префрлени. И останав ја тамо Сиренце, убаво каснав, и вечерта има како панорама наша, над градчето, ај ќе одиме тамо. Отидовме, човекот сака да ме почести. И некаде го 12 часот, вика, одам до ВЦ. Отиде и не се врати. Случи нешто? Не знам. И јас сам после си се вратив, утре ден да го немаше, имаше карта. Него служда извештаот на ВИП, знаеш како рече, дан кате лав постал, кате зец постал лав. А имаше фудбалер Зец, да. Беше зет на Степан Бобек, постигна 2 гола и третиот го намести. ВИП. Отидов ја после неколку години или 2-3 за Раднички Берој играше,
Замисли, келнерот не го најдов. Знаеш како А тој пренос... Волнени времиња. А за тој пренос... Матни времиња. А за тој пренос никако не успеав да добијам контакт со Скопје, цело време коментирав, преку Белград дознав дека не одам. Дека не можам да... Значи, мојот пренос завршуваше во Софија. Добро. Ете, тоа се борба за јазикот или како тоа се народе се вика. Тоа или како што се случи 95-та, не знам кога играа финалето Барселона и Милан во Атина. Тој генерален директор што го спомена Тихо Милиневски, ние се акредитираме и рече ќе одиш, ама Савичевич кога блесна. Да, али ќе одиш со македонскиот пасош. И знаеш што се случи? Со југословенскиот можеше да се оди, со југословенскиот ме симнаа на граница, а грците поништуваа, можеше да југословенскиот, али удараа нашите во Табановце, ова, и удараа, поништуваа тоа, не важи тоа. Цел ден ме држаа на граница, вечерта ми дозволија да одам, и Сотире, извини, ама кога дојдов, се утре имам пренос во 8 сата возот, значи 12 сат бев на граница, одам во спална, во вагонот за спиење Белград-Атина. Никој нема празен и ми вика кондукторот, ни бравар nije путувao као ти. Браварот? На Тито мисли. И да завршам само рече, знаеш што? Ке се убија мата. Не, какво си вика убави, јава викам, леле, колку су овие убави полина, гледаме од прозорот. А све тоа биле, каже, Вардарска бановина, све тоа било. Викам, Таско, дај, седи мирно, одспи, викам, утре имаш пренос. Добро, има песна по тоа, вика, се македонско поле. А следниот, после преносот не ми дозволија со македонскиот пасош нигде. А имаш енергија како да имаш 18 години, да ти кажам. Хотел, не можам прашања ти поставам. Не спија ве. Слушај, тоа е борбата за јазикот. Добро, знаеш, добро. Знаеш, на коментаторско место ти пишува МРТВ. Дошол оној прескратал, напишал фиром. Ко обезбедим да ми дојде коментатор да ми биде Тони Савевски. Се согласи момчето, не дојде. Го разбирам. Не, он беше доста ценет во Грција, добар фудбалер, Тони Савевски, добар фудбалер. Ја не можам да го разберам, ама еве. Ама е добро де, ја го сватив, не дојде човек, сосем нормално. Ај се ти многу сакаш ова политикава. Како? Не, добро, се согласите. Не, те мола. И ти си за линеарно. Ке може да ме чуеш? Добро, само ова... Не може. Прв пат ти велам. Ама чекай бе, лебот ја и ти сакам да го купуваме по иста цена. Добро. Ти кога сакаш процентуално зголемување, тебе лебот ти станува ефтин, а мене скап. Значи, линеарно зголемување, да, меѓутоа процентуално зголемување и линеарна распределба. Дај активирај се политички малку. Дај активирај се. Ама како бе, ти, јас лебо треба да го купувам место се... Не кажа се, што се повторува? Што се повторува? Ама сакам да те убедам. Бидејќи си многу присутен во програмите да застапиш... Тебе те поканив. Ама ти си присутен на другите. Ама Трамп се нигде стана да си оди. Немој да ме тераш да си одам или ти да си одиш. Немој. Сакам да те убедам дека пензионерот кога ќе оди, кога малку ме почитуваш. Те почитувам. Само уште ова ти кажам. Нема кај те уште. Од кога ние ќе одиме во пензија, системот, државата треба да обезбеди лебот, ја и ти до гроб кога ќе идеме да го купуваме по истата цена. Добро, пат го кажуваш ово. Океј? Така е. Ама треба да го направи. Не го прави. Активирај се во политиката. Активирај се. Го знаеш наравот мене. Со 88 години, па најде, обезбеди ми некој да ме викне на пензионерски прашања. Договорен. Нека ме викне некој да... Те молам. Слушам. Те молам. Прифатено. Светските лидери не можат војните да ги стопират. 1967 година Пеле оди во Нигерија, војната завршува.
Се прекинува док Пеле е во Нигерија. Кажи ми што е проблемот со лидерството, еве толку сакаш политика. Еден Пеле, знаеме кој е Пеле, за мене најдобриот фудбалер на сите времиња, тоа е личен вкус. Тоа е Браво, личен е. вкус. Браво, еве. Браво, Само еве. не ми објасни ова Костов. Кажи ми Костовски. сега, Да. улогата на фудбалот како најголема феномен светски, Добро. на Пеле како лидер спортски успеа војна да стопира, овие денес не успеваат. Дај збориме малку за фудбал. Добро. Збориме малку за Пеле. Еве, ќе зборам, јас со Пеле Ајде. имам 4 средби. Знам, затоа 1990 сакам да ми зборуваш за спорт, за 1994 политика. година, затоа што сотири. Изгледа пензиониран, не сум излапен толку, меѓутоа присуството или присаството, се е тука, ајде, Блаже Коневски. Пеле, те прашав за Пеле. Многу е важно да си тамо. Јас видов, Пеле сигурно не виде, беше до позицијата на македонската радиотелевизија, Глобо телевизија, Пеле. И знаеш како е тоа? Коментаторско место малку пошироко, а овие светла ставени, посебна камера, значи се вклучува кога треба, кога ќе скокне и така натаму. Замисли на финалето Бразил Италија, пеналите, Барези која фрлили, не знам, тамо во облаците, топката, од скока или не знам што. Како да речам, тоа се како од друга планета тие луѓе. Тука те чекам. Како од друга планета. Големини човечки и Големини. спортски. Тоа е. Ај приказката за Холцер и дресот и Пеле, го знаеш ли тоа? Во Маракана Пеле се откажува од фудбалот. И одлучува дресот свој да го даде на Холцер. Се заборавил тоа? Тоа сум го заборел. Ти знаеш на збогувањето на... Знаеш зашто? Ниеден фаул не направил врз него. Тоа е. Значи, fair play. И му дава десетката. А се сеќаваш оној Българинот во Ливерпул што му направи на Пеле? Па го не способи и Пеле 66-та. Па ја бев на лице место. Беше повреден, ама така се појави Еузебио со Португалија. Португалија. Браво. И знаеш што ми се случи на тоа светско првенство? Кажи тоа, гледа. И гледа, и јас се носам, ајде не речам вода, Кока-кола и така имаше, на Младин и на Владан. И кореанците водат негде 3-0 против Португалија, не знам како беше. Така беше, имаше пресадите. Така. И Младен каже, мали, спремај се за тај пренос, каже. А и се почна да игра, 5-3 заврши на крајот на преврат. Види... Португалската газела, Еузебио. Да. Ја тогаш почнам фудбалот да гледам, 66-та, и ќе ти кажам таа година, шо памтам, докажи се. Пак за фудбал да зборам, правам некоја иницијатива долго, на 50 години, на 60 години пишував, зборев, ама никој нема копче, дури сега му зборев и на новиот председател, заборев да се јави. 1964 во Белград се одира надпревар Југославија Европа. УЕФА и ФИФА тоа го направија за пострадалите од катастрофално земјотрес во Скопје. И веле на 50 годишнината како благодарност да организираме надпревар. На 6 годишнината пишував благодарение на колегата Милорад Стојановски, стално тие текстови излегува. Никој нема, како да речам, чувство... Сакаме да памтиме, тоа е. Тоа е чудно на... И светот се дигна да ни помогне. И ни помогна. Ни помогна. Скопје ни го изгради. Добро, и ние го градевме со самопридонес, салите ги изградевме. Еве, ние сме од општина Киселода вчера. Ја привремил сум во Киселода. Гастарбајтер сум. Добро. Јас сум жител на Кочени, добро, клучеви добивме од како беше лево ориентиран Атанас, десно ориентиран Коста. А види како си бова разговара. Седат во Меджик и Манго и расправаат. И се разговараат. Појри. И не, и викам, убаво, му благодариме на градоначалникот Орце Георгиевски, еве и твое име, што се реновира салата. Само еве да сум активен новинар,
би напишал, да речеме, второ отварање. Се сеќавам првото отварање. Првото отварање на првото отварање на салата. Секоја Па ти чест. учествуваше. Секоја чест. Лепотица салата или Секоја лепотица? чест Ти и думаш што сакаш да упатувам. Да. Честитки се. Знаеш како ругло беше? Само ама знаеш таму го ние, шетам. ама ние знаеш го изградиме со само придонес по 2%, 2 години. И знаеш Ја што се направивме случи? ругло. Кој ја Таму ги направи? шетам внучињата. Кој ја направи? Ние ја сите, предадовме сите, пред 50 сите, на години, знаеш како? Сите ние. Ако не си знаел таа сала, јас си Знам. првото отварање Атанас Костовски ја направи. Знам. Го направи. Го направи. Лесна му земја на професор Димитар Циев, беше председател Сумничанецот, Да. од Бојкарот, На СИЗО-и, тоа професорот, беше да, времето на СИЗО-вите. он беше председател, Да. не знам на СИЗО, ја член тамо, негов подпредседател, не знам каде отиде, што отиде, дојде време да се отвора, јас се пресеков панделката, немаше ни председател на град, ни премиер, не знам што, вчера, добро реновирани, потрошени 2 милиона, благодарам, се, ама Па ја мислам не се многу потроши, не ти ако ама критикуваш добро. да ти се спортистава. Не, одлично, ама одлично се, али Ја видов каква е салата. Ама одлично е се. Се е тоа, се е за Да. Само сакам да речам И пази, оп, на дали премиерот Поглед, или се предадено на Вардар. Абе, окей, ама се не критикувам, јас само викам дали од сето тоа треба да се прави таков пиар. Такво време. Секој Не е град тоа на пиар. градинки, на реновирани сали и така. Ако е такво време, добре. Па знаеш зашто? Едни градат, али- а другите рушат. Така. Толку. Не. Одиме светско првенство. Одиме уште само. Те молам, прочитај колумната на Васко Попетрески. Ја прочитав. Ја прочитав. Со задоцување новинарство, јас бев активен новинар. Знаеш што кога ќе се појавеше францускиот преглед, знаеш што ќе беше насловната страна? Македонија, Бугарија 26-7. Јазик. Да, ма има и поинакви мислења. Има поинакви. Колку плурализмот си Ама скаран. да, Си не со сум плурализмот. скаран. Почитувам се. Скаран си. Дали е 26-7? Дали е 26-7? Има Дали е поинакви 26 членки на Европската унија викам постои чист македонски јазик. Да. Нека мислат бугарите што сакат. Јас за бугарите доста ти што ме ќе кажам. сака да ни се И отвореното да ни се писмо. пикнат уставот? Ама знаеш што? Сега, не ме терай да бидам дојде безобразен. 6. Ама добро, вчера вели нашиот премиер, ова барат. Нема новина да му рече кој е, кажите што бараат, кажите. Се бараат. Таско, Што? Таско, некоректен си. Се бараат. Ама- Бараат култура, бараат историја, бараат јазик, бараат Ама народ, да, бараат територија. Се бараат. Да, Таско. кога ќе Ама седнеш- ја и ти тоа сме го расправили. Абе, ама сме го расправили, У сотир. Меджик. Да те виднав овде за спорт, те Сетир, уште ова ќе ти кажам. Не, нема кај Ама тебе крај. кога седнуваш, Ја ќе ти кажам големо. абе име немој сега. да одиграваш Трамп сега Големо име да ќе ти кажам стануваш. јас. Ајде, кажи. Уште Еве имаме. вака, Да. Ти знаеш дека јас се бавам со пишување. Да. Овде има еден дел во брендовите, сум ги пишал фудбалот и по мој избор фудбалери некои. Те молам, Ај, кажи. биди како што знаеш да си Ајде. добар, Да. ќе ти ги спомнувам по имиња Да. и ти да кажеш твое мислење за нив. Да. Јохан Кројф, сум рекол, револуционер и романтичар на светскиот фудбал. Те молам твое мислење. Те молам. Имаш 9 Добро. оценки. Добро. Во право си. Одиме Марадона, аргентински бог на фудбалот. 9 минус поради Добро. раката. Не, добро, Спортист, добро. спортист. А тоа Мораше окей. да- Окей, можеш Светска и пониско. титула. Фудбалскиот волшебник Зинедин Зизан Зизу. Види, тој ми е најблиску до некое фудбалско Браво, совршенство. браво. Видиш како се разбираме ја ти. И сум го ставил тука Еузебио, црниот пантер на светскиот фудбал. Се поклонувам. Така. Сега, во друга книга, а не ја носам, Да. ние Меси. За него велам и малиот, и големиот, и средниот бог, чудо од фудбалер. Дали ме оправдуваш? Види, него не сум го гледал во живо, освен Не е на битно телевизија. тоа. Не е битно. Веројатно Ја по Марадона пост- сум го гледал во Белград. Во постига, Барселона, да, Црвена да, звезда. оној. Знаеш Знам. што? Волшебник. Точно, Волшебник. се си во право. Волшебник. Јас за Марадона само за ова што крадеше. Да. Добро, така. Ама сега ќе ви за крај Да, кој чувам. да. Пеле, крунисан крал на фудбалот.
Фудбалер, За мен- личност, хуманитарец. За мене број Се. еден, број еден за Број мене. еден, број еден. Сега, тука, бидејќи во следните книги, тука го нема еден Платини, уметник. Добро, се согласувам. Ја нема тројката холандска, Рајкард, Ван Бастен и ево веќе ја не памтам овој главниот од таа тројка ќе ми текне. Клајверт. Не Клајверт, не. Од Милан што го дигнаа Милан. 4-5 титули европски што му донесе. Добро, не е битно. А тука го нема еден Франц Бекенбауер, еден Кајзер. Добро, сакам да речем, се сакаш напред, назад, Чекај се назад. а дај голмани. Пушкаш. Голмани. Чекај, А, голмани за мене од Лав Јашин, пази. Браво. Од Лав Јашин. Знаеш дека он бранеше 64 година? Да. Во Ама Белград. Не, јас сум тогаш дете, не памтам, ама Добро. филмови што сум гледал. Не, и за ја тој имам надпревар што зборот. Богата колекција Да. од видеотеки и кога ги пишував книгите, отаму земав веродостојни материјали. За мене Мајер е чудо од човек, а Голман. стилот негов не ми се биндисуваше. Нашите, не можам да не кажам бивши Енвер Марич, за мене голем голман, Лав Јашин ти го кажав. Сега, од овој сега што се повратникот Ноер, не е лош голман, да знаеш. Не е лош. Дино Дзов го сакам, знаеш зашто? Долго траеш. Гледаше, човек имаше проблем со видот, као ја и ти што Долго имаме траеш, проблем. да. Човекот примаше гол од 40 метра, а Италија ја спасуваше на неколку Така е. европски и светски Во првенства право си. и беше еден чудо од голман, јас би рекол. Мој тип голмани ќе се изненадиш, Шмејкел постариот. Груп малку беше. Добро, па и син му немој да мислиш Да. дека е син му овој малиот немој да Добро, мислиш. добро. Сега, фудбалски да ти се представам сакам. Од А дете. извини, а Хеджи Василев, кај го спресуваш? Па мојот куме, ама таму, чекај ќе ти кажам за него. Мене сега. ме откажа, Одма ме и ја- сечиш. и јас голман, Чекај. и јас голман, он ме Дражо, откажа. нашиот најдобар Дражо беше голман. голман за Црвена звезда, Све. одиде во победа. Ама добро, Звеши. тоа е локално. Слушај го ова сега. На 5 години отидов на Осогово, цел живот навивам за Осогово. Кога прв пат татко ми однесе на Вардар, навивам за Вардар, цел живот навивам за Вардар. Кога чув што е Партизан или Звезда, навивам за Партизан. Одев на 13 дерби имам изгледано, кога изгубивме 6-1 од Звезда, реков веќе не одам на дерби, разочаран, бев негде средношколец. Јас или 54 студент. година. Чекај да ти докажам. И од 66 година Манчестер Юнајтед, кога Партизан го победе Манчестер, ја до денеска навивам за Манчестер Юнајтед. Значи, од мојот Согово, за репрезентација се знае, порано Југославија, сега Република Македонија, и тука не сакам да зборувам. Ама еве го мојот фудбалска траекторија во меѓувреме. Сум имал симпатии кон Реал, кон Милан, кон Барселона. Не, за мене поим е Манчестер Юнајтед, тоа е религија. Сега сакам поентата да ја кажам на спорт. Бебињата на мат без... Браво ми го зимаш зборот и затоа сакав да ми кажеш ти колку е културното влијание, културниот импакт и не само културниот импакт на спортот, посебно на фудбалот во развојот на едно младо дете, за да ги избегнеме овие сцили, харивди и овие опасности што ги имаме во застранување, спортот и фудбалот можеби се најдобриот лек. Господине Атанас, микрофонот е ваш. Да, или друга Ратанас. Друга Ратанас, а види... Повели, те молам сега за улогата на фудбалот и спортот. Да, не случајно некој рече неубавата работа. Да. Јас речеме и за Дарко наш, и за Васил Леса Муземија и така натаму, и за Пандев и ке речам дека гледајќи Да не го ги заборавиме Мето Спасовски. За Мето Целата Спасовски. генерација Вардарова, Мето Змија, Спасовски, Балевски, Сребров. секој сум рекол и вела. Да. Е најоштетениот македонски фудбалер. Добро. Не. Човек кој на Маракана даваше голови, да се разберем. Не. А не Ама белгијска Маракана, ама дослушај. бразилска Маракана. Дослушај. Гледаш како е конете Ама, дослушуват. браво. Повели, Дослушај ме. повели. Ако си на изворот, секојаш побистра вода има и по-сладко ќе пиеш. Ако беше Пето Спасовски во Белград,
во Црвена звезда или Партизан. Тој ќе беше еден од оние што најверојатно ќе одигра 100 надпревари за југословенската репрезентација. Несреќа негова, Вардар, и несреќа негова време на Драган Джајич. Не мора А да Мето- значи тоа со Драган Джајич, различни фудбалери беа. Ама различни број, За мене ама Мето е број величина. 11, ама број Видете, 11. Без разлика на се, Дарко ми е број 1 Панчев мене. Ама Види. Мето ми е у душата мене спаси. Тоа е он е Во правост. креаторот на фудбалот. Реализацијата на Дарко, да речеме во Абе, Кобра. во светската речеме листа на сложувалка, пополнување имаш, една графа ја пополни Дарко Панчев. Никој друг Иначе, мој другар, македонски. знаеш ли кој е? Маневски. Јас сум многу близок Сандре, со Маневски. одличен фудбалер. фрла Дојде тој Вишњева си го уништи. Го снегол ги фрла Ги на го уништи. стадион, така е. Меѓу ми е Вишњевец друга. имаше нос, знаеш ли. Њук за фудбал, Види, за гол имаше опасен. види, Степан Бобек, јас иначе, ајде, повеќе од 40 години сум во, не сум имал блиски односи, Со кого? никош. И со фудбалери, и со тренери, не знам што. Не, јас со кој сум се дружил, не можам да кажам дека не сум имал. не така. И Степан Бобек, Лав и Тула ме однесува у 511 кај Мето, Да. дружевме 3-4 години, ја видов која величина е Мето, а Мето го знам од татко ми ти знаеш со фудбал се Да, бавеше 30 години и Јас. ми има запознаено со Мето е величина као човек. па, неспорно се и да завршиме Баш бидејќи нашите седенки во 511. играше на збогувањето на Пеле, после и на гол и така натаму. Тоа е нешто што сите македонци или сите оние што некојаш ќе посакаат да играат и да стигнат до вакви високо место нема да се стигне. Негде ја утнавме со селекторите сега, ако сакаш кадрски да одиме. А оваа генерација фудбалери требаше многу повеќе да постигнат. А мене не ми е јасно, ама ја не сакам да се зајадувам сега, зошто мраме е сменет. А ги постигна најголемите успеси на македонскиот фудбал. Ние имаме фудбалери. Оваа генерација мене ми се свиѓа. Добри дечки се, играат у добри клубови. Нешто грешиме. Ама не сакам тој муве да го правам. Ја сакам за фудбалот. Многу се чувствителни фудбалските работници и новинарите, ние многу сме чувствителни. Секој сака и штубаво кажа, Па ја и мислам што напише. Најсуетни. Меѓу најсуетните, ајде да не го спомнувам кој е, се знае. Ајде, добро. Јас. Ета, слушај, и да ти кажам, сака секој демек. Повеќе. Меѓутоа, една работа е многу јасна во нашиот фудбал. Многу е потешко да направиш добар фудбалски работник, вистински фудбалски работник. Знаеш што ми се случи мене 1970 година, кошарката светско првенство. Кажи. Неубавите. Тоа за крај го оставив, ама еве ти го тоа. Пошто ти си сведок, останавме светски прваци. На ручок со Драган Никитовиќ играат финале на Југословенски фудбалски клуб Олимпија и Црвена звезда. Одиме на ручок по Канетон и заедно одиме. Чирич, како се Слободан, генералниот секретар Чосич. Чосич. Добро. На Црвена звезда. И запознав овој колегата Атарас Костовски. Да, вика, за моите синови, вика, тој е најдобриот југословенски коментатор. За моите синови. Епа, не сум те викнал случајно. Ама не знам дали има синови. Не е битно. Ама не знам, он те дава признание. на првиот чекор те купува да бидеш негов Ја би човек. рекол ти дава Те купува. признание. Абе те купува, не знам дали ме слушал воопшто. Додуше јас пренесувам за Јерата секојаш. Да речеме 3-4 надпревари од Васил Левски од стадионот за Јерата сум пренесувал од Бугарија, од Софија. И вели Костовски, лесно е да направиш фудбалер. Тешко е спортски, фудбалски работник да направиш. И стварно било тешко. Знаеш што ми за мене ми се случи? Ги поддржував вака, да речем, Мети, предходниот председател. 2019 ми дадоа
за животот дело фудбалот, ја реков можеш уште во зинго, меѓутоа, знаеш како се ви, ја многу не 8 молчам. септември? Не, она на фудбалската федерација. Да. За животот дело имаш Ама награда, ја, ама ја викам, сега чашата да ги е редам, полна или е сите празна? признанија што ги имаш добиено, ќе ти саат дадам. време ни треба. Да. Ја велам чашата е полна, не е полупразна. И кога дојде европското првенство на кој учествувавме, јас не знам на која телевизија гостував, реков дека погрешен потек на раководството прерано најавија дека мрме нема да му го продолжат договорот. Го обременија човекот да ја води репрезентацијата европското првенство со тој багаж што се вика во глава. Ја едно знам. И се случи така. Ако продолжеше таа низа, ние ќе бевме и на светско друго првенство, да знаеш. И тоа потоа никогаш Мети не ми дигна телефон кога се. Баталике, ама тие не се толку вредни за муабет. Јас да ти кажам. Сега има некоја кривична пријава за него, добро, не е важно. Значи, многу е важно да се има добар фудбалски работник. Многу интереси има сега, многу тоа не ме занима. Пари ме има занима. многу пари Светското првенство е во најголем формат. 48 репрезентации, 104 надпревари во 16 града, 3 држави, 4 временски зони. Што доби фудбалот, а што доби светот со оваков формат на светско првенство, каде Европа има само 16 репрезентации, а останатиот свет сега е пополнет и гледаме напредувал останатиот свет. Твое мислење ме интересира. Ме интересира твое мислење. Еве да речеме Јужна Кореја, Чешка, не, 2-1. Да, бе, 2-1, бе. Јасно. Прво, Ја тука типував на Чешка. Прво една работа е јасно дека нема да се спие. Да, повеќе од сигурно. По 7 дена повеќе, поради временските и 39 така дена. 39 дена. 104 надпревари, многу пари, сигурно, иако цените се такви. Американците тоа. Тоа е страшна работа. Во Мексико и Канада не е баш така, американците претерале. Да, претерале во секој случај. Тоа значи тамо каде што Европа била многу напред, сега другите се доближуваат до Европа. Значи до квалитетот се доближува. Па гледаше какви се веќе тимовите. Да рече, не знам, ајде, не можам многу да следам. Па најтешка работа на светот е сега да бидеш фудбалер. Анализирај, да речеме, фудбалери од англиското фудбалско првенство, кои, еве, Манчестер Сити има, веројатно, има 5-6 на фудбалери на светско фудбалско првенство. Да, ама ми лутат, Манчестер ми е устагнат. Сити реков, не Юнајтед, Сити реков. Сити? Сити. Таму има сигурно 5-16 фудбалери на светското фудбалско. Па тоа зборам, замисли како се чувствуваат тие, имаат по 70-80 надпревари годишно. Страшна работа. Најтешка физичка работа станува веќе фудбалот, професионален. Во секој случај, сигурно овој потек е за унапредување квалитетно на фудбалот во регионите надвор од Европа. За Европа мислам дека вчера видов максимум. еден бисер на Мексико, 17 години, едно детиште, ја мислам иднина на фудбалот е, многу добро играше, го пуштија да игра. 22 фудбалери се по 20 години, што е добро, ама очекував повеќе дека ќе се така. Ова е првенство на старци звезди. Значи 40 година, 41 година го имаме Роналдо, го имаме Меси, го имаме Ноер, го имаме Модрич. Добро, ајде и Модрич и Роналдо и Меси. Не случајно стигнале. Тоа професија во која они, ајде не речеме, земе го и Джоковиќ, истата работа. Игра надпревари со 20 години помлади од него. Значи, треба, пред се физички, здравствено да биде. Да, ма тоа се примери кои спортски живееја. Меси спортски живееше. Роналдо спортски живееше. Тоа е тоа. Джоковиќ исто. Тоа е. Зборот ми е, ова првенство е првенство на контрадикторности некако. Само Азтека е храм на фудбалот, овие другите се или за бейсбол, или за некои други спортови и така натаму,
Новитети. Еве, ја малку давам отпор, малку повеќе ти даваш отпор и на новитетите, ама очигледно мораме да се помириме со времето, носи некои нови други работи и едноставно така треба да биде. Види како оди напред, како, еве јас се сеќам, мерењето на времето, се знаеш колку надпреварот долго трае? Синоќ имаше 7 минути, имаше 4 минути, 2 тајмаута, ама за здравјето, Атанас. Јасно. Почнаа луѓето да не гинат на терен. Па, тоа е. За здравјето, овој Чеферин, како го викаат, направи и бизнис, ама направи некои хумани потези во ФИФА, да ти кажам. Нека го напаѓат, ја лајк му давам. На словенецот е на Европа, да, а и на тафино италијанот, да. Негде прочитав, не знам, со милиарди е неговата плата изразена. Бизнис е тоа. Бизнис е, ние јасно. од страна, ако ги разбираме работиве, ќе прифатиме, ако не ги разбираме, малку ќе се буниме. Очигледно спортот е отиде многу. Ја и во овие моите книги имам напишано дека еден од најголемите брендови во светот е спортот. Ги разработив кошарката и фудбалот, бидејќи се тоа мои спортови, ама ги спомнав бейсболот, ги спомнав другите спортови, ракометот напредува и така натаму. Yes. Поентата што е, Атанас? Мораме повеќе да се грижиме за спортот, развојот на спортот, и инклузивност на младите уште од детски, од години, да не ни ги земаат овие аждаите, алкохолизмот, наркоманијата, рецидивизмот во малолетнички... Добро, се си во право. Ово и она. А тука сте вие примери за тоа. Ти си еден од ретките живи и дај Боже да поживееш уште некоја година. Ти знаеш што значи спортот за Југославија. Знаеш што значи спортот за Македонија. Точно. Ајде пак ја спомна Југославија. При крајот од емисијата да кажеш некој добар збор за младите, да се бават со спорт, а особено со фудбал. Ке кажам кога тоа ми е поентата. Ама рече Пеле и ова фудбалот. Ајде. Едно од најголемите грешки на Европската фудбалска федерација, знаеш кој е? Кажи. Што ја врати југословенската фудбалска репрезентација од Шведска. Да, ма политикат, еве твојата политика, еве ја. Најдобра репрезентација. Да не се вратеа. Да. И пази, најмалку улито е Данска и станува европски првак. Ама чекај, друго е. Најмалку месец дена ке мируваше оружјето во Југославија, а Југославија се сакаше фудбал. Да, сите ке гледавме. Да. Сите ке гледавме фудбал, ке заборавивме на тоа. Јас одев со автобус, да не спомнувам, морав со автобус на линија Скопје-Гетеборг на европското првенство. И бегалци, тамо данците, бегалци имаше, не знам што се баш се случи тој ден, тој авион да го срушат американски во Србија. Страшно беше. Ми се случи во Унгарија, на пасошот, на сликата моја, на подписот малку развлечен. Овој фрла паричка, унгарскиот дали ке ме пушти, јас вадам 20 марки ме пушти. Мито и корупција. Даде, нема, автобусот оди, полн со бегалци. Во Германија, кога сегавме, некои 20 наши македонци ги собраа, не ги им дозволија. Во Данска, кога влего, еден ме вика, молим те, дај ми 300 да поминам марки, не знам. Му давам, после некој време, пак на Зелено пазарче, Ханза Плас купувам, вика, не, бебе ти го без пари, ти тоа би помогна, ми даде, тогаш не. Ама 300 те отидува. Меѓутоа, не, човекот помина граница да има пари да види. И ги вратија југословенските фудбалери. Политика, Данска стана првак. Мислам дека тоа е една од најголемите грешки. Да малку осим имаше повеќе во, како се вика, во решавачките моменти при изведувањето на пенали против Аргентина. Чекај, тоа е Италија веќе. Во Италија, не па. Дарко да го пуштеше, ние ке бевме светски прваци, бре човече. Браво, ми ја продолжи мислата. Ама види, тоа не можеме да го вратиме времето. Ама тоа најубава репрезентација, најдобра тоа ни е таа. сакам, бидејќи 87-ма
таа репрезентација е светски првак во младинска конкуренција во Чиле. Да. 90-та можеше да биде најмалку втора во светот, а Ја тврдам ќе победиме светски 92 прваци, ќе беше европски првак. Да, ја не викам бевме затоа бољи да од беше Аргентина осе тогаш? малку по Дарко, не знам зашто го чуваше. Тоа зашто не му го е пушташе. грешката. А И голгетер. ако бевме ние, тоа значи 92 кога бевме европски прваци, ФИФА не изгреше, барем ќе се одложеше војска, ќе радуваме сите. Добро. Ти ја разбирам јас таа носталгија. Ај сега вака. А не, Неблагодарно е да се прогнозира. Имаш ли некој фаворит на светско првенство? Ќе ти ги кажам ја моите, ама сакам од тебе Не, да чујам. па види сега. Тие се стари, еве. Од Европа, јас сакам Португалија да биде првак. Лично сакам. Не заради Роналдо. Португалија, Шпанија, Франција. Аргентина, Бразил. Анчелоти ќе направи ли нешто во Бразил, ај кажи ми? Анчелоти по сите вака параметри или постигнење или по како се вика сивито што го има, еден од најуспешните светски тренери. Да. Сега не знам, не следам колку тие звезди му Има се добро подготвени. компонирано, Нејмар го вратил повреден, за да веројатно му е за атмосфера. лепак, да му е така. Знаеш што ме викаше мене Бобак Костовски? Јас кога седам, викам на клупата доле. Судијата кога ќе ме види, ќе размислува дали ќе суди Авторитет. против мене. Авторитет. И не му е потребен заради авторитет да му седи на клупата, може и да не игра. Ај при крај малку да те тестирам. Чија е чекај, изреката шума од раце, море од нозе? Не знам. Не знам. Не знам. Твој пријател, твој учител. Солдато. Види, Си заборел. Никола Солдатов беше гениалец. Да. Влезе на 20 години во радио, на 40, на 60, на истиот ден, на 25 како се вика, декември, отиде во пензија после 40 години. На 20 и кусур години он беше уредник на најтешката емисија Весела вече, да не речам го викава, весела емисија на Радио Скопје. Вие пред микрофонот. Гениален човек кој што, да речеме, преносено со Радио Марковиќ од Атина, Југославија, Грција на српско-хрватски јазик. Знаеш, што И сакам али некој збор да ми кажеш? од него Слушај го. Да. Слушај го. Од спортските новинари, поблизо од колку што сум со тебе, сум бил само со Ивко Панговски. Личен пријател на татко ми, ме запозна како студент, се дружевме, сум научил многу од него. Некој збор за него да ми кажеш, за мене беше најдинамичниот и човек што најмногу лапсуси правеше. Не правеше. А беше добар коментатор. Ивко Панковски беше побрз. Да. Од сите. Да. Број еден стенограф во Југославија. Го знам. Број еден. Тито кога доаѓаше, секојаш беше до него. Се памтиш. И што е најинтересно, беше омилен кај народните пратеници. Ова не го знам. Затоа што им правеше многу убави говори, стенографираше. Па вика, Ивко, зар јас тоа сум го рекол? Ивко имаше... малку лепшуваше? Или не? Ивко беше гениалец. Не, гениалец, ја мислам. Времето ги мразеше транзисторите, многу. Ама бе? Да. Не сеќавам така. Па кога се појавија и го слушаа на стадион. Лажеш, вика, лажеш! Да. Топката и така. Одличен човек. Радио, денеска 80 години, 12 рекови, имаше да ги спомнеме и Никола Солдатов, и Лучо не го спомнавме. Зора Јордановски, боксот. ке спомнам, Гоце Сипковски, Аце Стиков, брачата Стикови, Аце и Рист. Ети од по мене најдобрите македонски радио и телевизиски репортери. Не можам да заборавам... Меѓу најдобрите, се согласувам. Не можам да заборавам колку ние сме лоши во професијата. Кога Тито почина,
Ице Стиков кој цело време беше тука, првата линија. На погребот не му дадоа да биде. Мене ме стави асистент да ги снимам, да речеме, македонските раководители да кажат за Тито, ја пак го зедов со мене да биде. Не му се допаѓаше некој главен уредник, затоа што беше подобар. Знаеш кој беше главен церемонијал мајстор на тој погреб? Драголюб Ставрев. Ама не се мешаше Како Драголюб што Медо за Трајковски организираше, Драголюб Ставрев беше главен, да знаеш. Медо, този е тоа. Този е, да, ја така го викам. Да го спомнам починате неговиот татко, а тој ми е првиот генерален директор, да го спомнам. Драги Този од полиција дојде, и јас тогаш од Надборец поминав. И дојде на колегиум во телевизија Скопје, почнавме и рече: сите живи илинденци, по број, да ми ги напишите, и ти, Симон Дракол, и Гого Ивановски, да ги снимете. И јас верувам во архивите на Македонската радиотелевизија, телевизија Скопје, ги има илинденците, не знам дали ги има првоборците. Ја работам сега и за илинденците нешто и за правоборците. Да. Може да ти откриам на кратко? Боже. Значи, сите 67 народни херои ги обработувам. Браво. Ја еден новинар. И најистакнатите војводи и комити и битки славни, пишуваме книга и ќе одржуваме историски часови со основци, средношколци и студенти, ама во природни услови, каде што се случувале работи, каде што некој се борел, каде што некој гинел, каде што оставил коски, дал крв за оваа држава. Нема потреба да дискутираме, да си ми жив и здрав, ќе те викам на некој од тие историски часови. Добре, и подготвам. Знаеш што, направивме истражување, не знаат кои загинале за оваа држава, овие млади. Така е. Затоа треба на спорт да ги привлечиме. Ај сега да ми кажеш нешто. Твој тип кој ќе биде кој ќе игра во финалето на светското првенство? Или еве четирите најдобри кои ќе договораат? Ја ти реков, еве. Ајде. Од Европа мислам 3 и 2 од ова. Многу е 5, нама ли нешто? Нама ли нешто? Од Европа, значи Бразил и Аргентина, Шпанија и Португалија и Франција. Сега меѓу Шпанија и Франција, Шпанија и Португалија, Франција ќе елиминира. Па тука негде се вртиш, добро е, некој вела дека могуче е нешто швајцарците и белгијанците да изненадат, не сум сигурен во тоа. Не сум сигурен во тоа, а да бидам искрен, сакам некој изненадување. Секој пат имало од типот на Сенегал, од типот на Нигерија и така натаму во минатото, али овие што ги кажуваш, мислам, некој од нив ќе е следниот светски првак. Да, и многу е важно да си присутен на лице место, знаеш, таму. Абе, го спомнавме, Дургутов е таму. Да, таму да бидеш спортски човек. Тоа е капата му симнува. Виж, не знаев дека имал YouTube канал, вечер ќе го отворам да го видам, да го гледаш. Да. Види, заедно бевме на 2 светски првенства во Америка 94-та и во Франција. И јас седмото во Франција. Едно од најбитните светското првенство 1994 година во Америка. Во Америка, од тогаш се разви фудбалот во Канада, Америка и Австралија. И он од тогаш секој чест. Јас во Русија ми се чини. Го собори мојот рекорд. Го собори? Го собори, сега е 10-та. 10-та светско? Ја му честитав 10-ката, затоа што навистина многу откажувам. Годишниот одмор го жртвуваше секојаш. Колку пријатели, колку мораше трчи он. Работеше. Се бори он сам, го знам ја. Да, али добро е. Тоа е, така се сака професијата. Борец, голем борец. Така се сака. Штипјанче, па ти штипјанче. Важно е да бидеш присутен многу. Ај се вака. Знаеш што значи да се биде присутен? Тоа значи да бидеш на масата, да бидеш запрашувај. Ајде. Да бидеш можеме на не анегдота, вистина да кажам. Ајде кажи. Ајде да те прашам, дали Али Ахмети зборува македонски? Зборува, ама не сека да зборува. Знае, ама не сека да зборува. Или зборува кога сака? Кога сака. Сами се, ако се 7 албанци, 1 македонец. А тој еден случајно да не ти е роднина?
мојот син Виж како знам. е Мојот камерман. Од минатото. Беше во Алсад. Во време на Муса Џефери, која беше подпредседател, тоа е време на ВМРО, значи, владата. Оди екипа во Грција, во Атина. Артан Груби, Али Ахмети, Муса Џефери и не знам кој, новинар албанец, снимател македонец. И вечерта стигнуваат во Атина, се сместуваат во хотел, вечерта на тераса во Каравел, да речеме хотел убав така. Седнуваат, почнуваат да зборење и во еден момент се јавува Али Ахмети и вели: другари, вечерва поради Бојан ќе зборуваме македонски. Значи можело, господин Атанас. Нека зборува и јавно македонски, бидејќи ова е Македонија, бидејќи званичен јазик на цела територија е македонскиот јазик, а и останатите јазици на оние што се над 20% под услови што пишува во став 2, 3, 4 и 5 во член 5 или 7 од уставот, тоа е за амандман 7. Тоа се повеќе, знаеш. Толку од мене. Одлично, само да Ајде, завршам. Значи, мнозинство ние сме, така е. многу сме, како се вели, одговорни, како ќе се однесува малцинството. Во право си. Ти давам за право и тука нема што да дискутираме. Јасно. На крај вака сакам. И трета, и последна работа. Ајде. Дали воопшто во животот си почувствувал да ти одземат право на збор, а и на слика? Да. На тон и на... Нон-стоп ми го прават тоа мене. Мене ми Кој не им се бендисува што И зборува мене ми по направи. студијата, ама ги трпам. Се борам против нив. Ама јас работев. Знам, ама на крај на емисија не можеме тоа да опричаме. Не, сакам да речам. знам. Ама затоа Ама е јас тој сум со жолт тебе. картон. Јас Ама сум со тој тебе. затоа е жолт картон. Треба мнозинството. Еве, дај им го жолтиот картон. Мнозинството, Покажи им. секогаш Да. мнозинството Така е одговорно така, за сетство во државата. Така. Проблемот е кај нас македонците. Ние треба да седнеме, да кажеме црно е или е бело. Така. И кога некој одговорен функционер ќе каже тоа и тоа, новинарот додека она каде, кога, зошто, како, не знам, оние чети, Сите прашања. сите прашања не биде поставени прашањата и се не вика. одговорени Така е. нема. Ти знаеш дека нашите најголеми патриоти кирилицата ја читаат латиница? Ми отвараш Како е, новите ми отвараш на крај. Па жолт картон е на сите. Ја повеќе без неам од тебе. На тоа. Ама јас на новинарите, на колегите се обраќам. Во оној момент кога ќе дојде С, С, М, М, таа видеопорака во кош, законот му наредува. Сум кажал ја дека си ти еден од најголемите бранители на македонскиот јазик. Телевизиските кажал новинари, јавно јас тоа. уредниците на телевизиските вести Атанас. се најголеми виновници што некои наши пратеници или како се вика потпароли и натаму кирилицата ја читат како латиница. Ова нека биде поука за Тоа е другите да жолт се исправат. картон. Ајде сега вака сега. Ајде. Те мола. Ти си почитуван и сакан без малку од сета спортска јавност во Македонија и пошироко. За твоите млади колеги кои треба да гледат идеал во тебе и твоите колеги кои веќе не се живи, да кажеш некоја реченица поттикнувачка, да ги охрабриш, бидејќи ја колумната ти ја сватив позитивна. Некој ми вика, Атанас напаѓа, не е точно. Тебе колумната ти е позитивна во Слободен печат напишано. Ама не сакам, тргни ми е политиката. Точно. Сакам за твоите млади колеги да ги охрабриш, да им кажеш дека треба... Уствари, ти знаеш што да им кажеш. И завршуваме. Без додатни приказни. Го нема времето наше. Знаеш што, сечи, пиши, слушај, ова. Се има сега. Така е, брат. Се има сега. Се само треба да се оди на чекор со времето, таа технологија да се користи максимално, да не се претерува. Што се однесува до телевизиските коментатори. Само би им препорачал. Прво,
влегувај во преносот, но размисли дека треба и да излезеш од преносот. Колку почетокот и крајот ти е поблиску. За жал, веројатно националното ни придонесе на почетокот високо. Како ќе се чувствуваш после 0-7? Поразен? Не. И тогаш треба да бидеш оптимист. Меѓутоа, разликата треба да биде помалку. Треба да се тука мисли. негде да завршиме. Да. Да објасниме нешто на гледачите. Ако мислат дека нешто се расправавме, се лажат многу, нека дојдат да видат во Манго или во Меджик или во паркчето кога се видиме или во Весникарава кој се муабет го правиме, те молам. Да. И ќе видат што значи двојца пензионери кои се почитуваат, особено јас како помлад тебе, а ти ми возвраќаш дури и повеќе од колку што треба. И јас само ќе кажам, јас и ти сме еден пример за луѓе кои има, прво се различни генерации, второ сме со различни политички сваќања и провиненции, ама се почитуваме како повозрасен и помал брат, или ако дури сакаш, како татко и син. Тоа го знае твоето семејство, тоа го знае моето семејство, а еве од денес нека го знаат и гледачите. Ние ќе продолжиме да се расправаме за политиката, ама за спортот се согласивме дека е најдобрата работа, психофизичка, што може на едно младо момче да му се случи, и затоа ни требаат вакви легенди, и новинарски, и спортски, сите што ги спомнувавме, да некој во некого се угледа, да некој некому му е идол и да земе правилен пат во својот живот. Атанас. Само до родителите. И да знаеш, до воспитувањето, До родителите. мора и до школото. Од Ама родителите утре ќе го правиме тој муабет во кафана. Не, од родителите нема ништо брзо, нема брзи пари во спортот. Така. Во спортот, ако е талентиран за нешто, вложувај во него. Немој да правиш лажна звезда. Со пара не може да игра, да носи дрес. Така си. Може само со талент, со знаење. Талент, знаење, тука завршуваме. И умење. Почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар. Ова емисија беше малку специфична, ама ако ќе добро втор пат ќе ја одгледате, ќе видите дека праќаме пораки, и тоа многу добри пораки. По втор, по трет, по пети пат ти благодарам. Здравето да те служи. Ја на твоите 88 години тешко дека вака ќе размислува. Тешко. Иако, морам да признам, не си лесен соговорник, ама се гордеам што сум твој пријател. Моите поздрави и да се ми жив и здрав. Остана неразјаснето она ски. Ќе го разјасниме следниот пат. Океј, поздрав. Се најдобро да гледаш. Чао.